Вонземјани во Македонскиот народен театар, така ќе го почнеме следниот разговор во студиото на Македонија наутро. Театарска премиера закажана за 28 јули. Премиерно изведена на сцената на МНТ, станува збор за копродукција на Сдруженијето за промоција на уметност и театар МАНА и МНТ по текст на Игор Кузмановски во режија на Васил Михаил. Представата на оригинален и духовен начин, духовит, ја преиспитува човековата цивилизација, гледана низ очите на вонземјаните. Ги пречекуваме во студиото, да не должиме, така е. Режисерот Васил Михаил, добре дојдовте. Добро утро. Тука е и дел од театарската екипа Наум Ѓорѓиевски и Димитар Пасковски. Добре дојдовте. Имав одговорност и јас кон презимењето, затоа што често знам да и забележам на колешката Симона дека ги утнува имињата и презимењата, меѓутоа се надам дека јас не погрешив. Таман. Ви благодарам. Ајде да почнеме со ред. Од каде произлезе идејата човештвото се наблюдува низ перспектива на вонземјани? Само тоа остана или пробавме, мислам дека се и од никаде не оди баш како што треба, мислам дека. Не сте далеку од вистината, да. Веќе многу нешта нели се пробани, така што нема да сте грешка и што направивте лапсус, нели, духовен и духовит. Така што представата зборува и за духовните димензии во кои ние обстојуваме и живееме. Сега прашањето е всушност кои се вонземјаните, нели? Тука е целата тајна. Прво да најавам дека представата е комедија, затоа така со чувство за хумор придуваме на тие сериозни теми кои представата ги третира и текстот пред се. Тоа се семејните односи, тоа е еколошки проблеми кои што ние ги имаме, тоа се проблемите со корупцијата кои што не само ние и цел свет. Мислам, тие проблеми се универзални, но се прикажани преку една наша призма. Действието се одвива во едно наше семејство, каде што ќе видиме дали доаѓаат вонземјаните тука или не и на кој начин доаѓаат ако доаѓаат. Не би рекол дека ќе се осмелат. Во Македонија точно да дојдат, да. Но многу, мислам дека многу интересна представа е на повидок, представа која што ќе се игра долго време, затоа што навистина задира во многу сериозни теми од нашето секојдневие и горливи теми, но сето тоа е прикажано на еден многу духовит начин кој поттикнува кон духовност. Ајде да слушнеме дели од младата актерска сила. Како започна целата приказна конкретно со представата Вонземјани? За Димитар спомена дека веќе втора соработка со Македонски народен театар. Предизвикот и одговорноста верувам се подеднакви кај двајцата, па еве ќе ни споделите искуство. Димитар? При старт, мислам, соработката започна сосема случајно. Да. Процесот тече многу убаво. Морам да ги пофалам, да ја пофалам целата екипа и остатокот од нашата екипа, Нино Леви, Марија Новак и Димитрина Мицковска, исто така и Игор Кузмановски. Сето тоа почна од заеднички идеи, некои кои што ги вклопивме кои што уште ги вклопуваме, да излезе една голема целина. Текстот сам по себе има многу, може да се каже дека не е класична комедија, туку е повеќе некоја социјална драма и дека нашиот влез во таа комедија, во тој жанр, уствари, во тој играње со жанрови, некако испадна сосема природно и природата на екипата е таква и природата на текстот дозволува да може така да се игра со жанрови. Кон комедија да оди. Да оди кон комедија, да. Затоа што некогаш најлесно е некогаш да се пренесе пораката преку смеа. И преку комедија и преку најбезболно веројатно. Што значи дека сепак повозрастните колеги дозволуваат и младите да дадат своја идеја и придонес во целиот процес на создавање нова представа. Ајде нам, кој сте и што сте во Вонземјани? Вие ли сте вонземјаните? Кој сме и што сме? Од сите 384 ликови што ги играме. 384 јас и тој исто така. Јас играм ќерката,
во тоа семејство. Како се вика ќерката? Еден од ликовите, Леја се вика ќерката. Еден од ликовите е тоа, тој игра улогата на синот. Да. Меѓу кои другите ликови кои што ги играм се другари од војска на главниот лик Трпко Трајков. Да, Трпко Трајков, нели името, тој трпи и Нино трае. Леви го игра. Да, Трпко Трајков. Ние сме другарите, двајцата другари. Доставувач на пица играм исто така. Доставувач на пица. Тоа мислам дека е најтешка. Тоа е најтешката, да. инспектор. И полициски инспектор. Инспектор Панче. Инспектор Панче, да. Тоа се сите ликови и се надевам дека се толку. Има некој друг во представата? Се надевам дека се толку Игра некој друг во представата. Има протестанти, играш Да, и протестанти, интермедијата, во интермедијата Како играм. монодрама излезе. Да. Па Баш тие, монограма. мислам, играат по 3-4 лика, така и можеби и повеќе од 3-4, ако ги вклучиме и тие кратки некои сосем блиц епизодички, така да... Да, играме и телевизор. Да, Ќе гледате во представата. И ваши колеги се за момент во представата, така што навистина сум задоволен од креативната енергија на овие млади актери и од воопшто посветеноста, професионалноста и се мислам сите од екипата се топ и работите се движат многу добро и мислам дека ќе има одлична хит представа. А вие ако сте вонземјани, доколку би биле вонземјани, која е првата карактеристика, како би ги опишале луѓето? Одлично прашање. Одлично прашање што Ако не сте нели вонземјани, што ако би биле вонземјани? Реално јас би се плашел од луѓето да сум вонземјан. Веќе се плашиме. Затоа реков ова таа социјална драма веќе ни се наметнува како трагикомична секојдневно, така да убаво е да се сврти малку повеќе на Така, јас би избегал. Ако сум вонземјанин. добро види не знаеме какви се вонземјаните, може Да, се да. Ама ако сум вонземјанин, ако дојдам на Балканот тука би избегал. одлетал. Или би јадел кебаб. Да. Премиерата е закажана за 28 јули, така што претпоставувам дека веќе последните подготовки се во тек. Да. Веќе имате доверба во екипата, тоа се гледа. Кај вас дали расте тремата? Ќе застанете на сцената на Македонскиот народен театар? Има ли момент кој што ве колеба малку или едноставно не размислувате сега на тоа? После толку улоги во представата, мислам дека ништо не би ги Да. Нема време да размислувате. Веројатно на суфлерот му е најтешко да поведе Да, се. сета концентрација оди во ликовите. Па не би рекол дека е трема, позитивна трема. И Секако мора некоја да е. чувство на возбуда. Нели се пак играме во еден театар кој што како мали сме сонувале да играме во тој театар. Може ли да дојде ред да се збуните на сцена, да го помешате телевизорот со ќерката Леа или нешто, да ги смените улогите? Тоа е често поставувано прашање. Најчесто поставувано прашање кај актерите е посебно како се памти текстот. Тоа е најлесната работа кај актер. Мислам Другото е проблем, значи. Да, мислам другото. Текстот е текст. Така. Како текст. Публиката не знае што гледа, не знае што следно ќе види, така да Може не да е импровизирате, значи може да, не е се некоја спасите. голема тежина да се запамти текст, посебно затоа што има логичен след на реплики, логично е сето поставено во некоја логика, така што не е толку тешко. И се надевам нема да се помешаме. Телевизорот со Леја дека нема да го помешаме. Да ги пофалам, мислам тие го знаат текстот на сите други и на колегите веќе така да. Па добро, Дури 300 помага. Тоа е текстот практично. Или го памтиш или си изгубен, значи нема тука средна ситуација. Еве да кажем уште еднаш 28 јули во рамки на Скопско лето, значи Сдруженијето МАНА заедно со МНТ во копродукција и во соработка со Скопско лето во рамки на Скопско лето во 20 часот на малата сцена во МНТ ќе се одржи премиерата и произведбата на текстот Вонземјани од Игор Кузмановски. Сака ли публиката ваков пристап? Малку по Па мислам дека Македонскиот театар многу одамна требаше да увиди дека навистина живееме во незавидни услови и сите тие драми и трагедии убаво е да ги гледаме по сцените, нели, но сепак публиката не може, кога тоа го живее секој ден постојано и публиката бара комедии, значи бара преку тој жан. Не мора тоа да значи дека публиката бара ефтини комедии.
тие кои ја направиш ефтина комедијата, таа ќе биде ефтина. Ти ја правиш, мислам, тие што прават, ја прават, нели? Не е публиката, така да публиката никогаш ние не можеме да ја обвиниме за нешто, или... Но и од тој аспект во последно време се одлучувам или за комичен жанр, или за барем трагикомичен жанр, нели, ако веќе не можеме само чиста комедија да биде. Мислам дека кај наша публика посебно тоа допира многу полесно. И само кратко пред да се одјавиме, што после 28 јули? Ќе патува представата негде низ Македонија предвидено или само во моментот немаме ништо планирано. Август најверојатно ќе бидеме на одмор. И од септември ќе биде на репертуар во МНТ и секако ќе закажуваме и гостување низ други градови и пожелно е да одиме и на фестивали. Благодариме многу за издвоеното време утрово, ви посакуваме многу среќа и секако ова да е еден одличен старт за кариера која што ќе биде непресушна со многу улоги. И да стигнете до 600 улоги по еден најден. Само не во една представа. Да видиме да се стигнеме до каде е вашето, нели, вашото издржливост. До каде е лимитот. Каде е границата. Благодариме уште еднаш.